Генерално ја следам политичката состојба, особено во Европа, па можеби пошироко, и навистина никаде не сум забележал еден предлагач, во случајов Зоран Заев, кога ги предлага челниците на министерствата, да кажува отприлика само една реченица и тоа звучи вака. Ајде, дајте му шанса. Како Боже зборуваме за 5 линија, тоест оние дечиња кои што се бават со фудбал во најраните годишни возрасти и ете пробуваат со спортот. Не може СДСМ да ја свати сериозноста и моментот дека водат држава. Бушидо. Збирна правила за совршен воин. Овој принцип почива на 7 постулати, од кои што 3 се носечки. Искреност, чест и лојалност. Што сакам да речам? Овој кодекс потекнува од Јапонија, практично од познатите јапонски војни самураи. Меѓутоа, во периодот на поствоена Јапонија, практично после Втората светска војна, јапонската држава овој кодекс цврсто го втемелува во својата суштина. И затоа Јапонија за многу краток период од поствоена состојба, каде што општо е познато дека беше скоро разрушена за економија и да не зборуваме, тие постигнаа екстремно квалитетен економски раст, меѓутоа и цивилизацијски. Па би сакал во оваа прилика малце да ги споредам принципите на оваа совршено квалитетна држава со нашата, со Македонија. Искреност. Оваа влада верувам дека е една од најнеискрените на тлото на овој дел од Европа. Таа постојано се занимава со еден феномен и откако што е на власт во овие 3 години, постојано вели од утре ќе биде подобро. Ќе го средиме судството. Ќе биде подобро во образованието. Здравството ќе се подобри и така натаму лага да лага. Тука не постои искреност. Тука постојат лаги. Чест. Кога сме кај честа, најдобро е луѓето од СДСМ да ги прашаат спортистите. Како им е на спортистите кога ќе отпатуваат негде во странство и ќе се сретнат со некоја друга група на спортисти? Особено во последнава година дена, кога го доживеавме овој национален срам, кога СДСМ го промени уставното име. Ни дофрлуваат, бидејќи сум дел од една таква група која што спортски патува низ целиот свет, најчесто 2 фрази. Едната е: кај си бе северно македонец? И втората е: како се викате? Како ви се вика државата? И отприлика така се гази по нашата чест. Лојалност. Ова е суштинската тема на јапонскиот народ. Меѓутоа, во древна Јапонија лојалноста била од самурајот, од воинот према кралот. Меѓутоа, во поствоена модерна Јапонија лојалноста драматично се менува. И таа е од тој што владее према владеаните, тоест према народот. Значи, практично тој што ја води државата е лојален према тој што го избрал. Кај нас тоа не се случува. И ќе ве потсетам на еден феномен и ќе се објаснам и ќе пробам да го објаснам политиколошки. Круната на еден демократски систем според мене е референдумот.
Тој почнува некаде во Стар Рим, го продолжува Наполеон во помодерната човекова историја, кога поставува едно прашање до народот дали се за наследна кралска лоза, и некаде од прилика завршува со Зоран Заев. Зошто? Суштинското значење на референдумот е да го испочитуваат она што народот ќе го каже. И во Македонија се случи невиден преседан. Верувам ќе се изучува во учебниците како не треба, во учебниците на политичката наука. Зоран Заев постапи спротивно на волјата на народот. И од прилика ете таа паралела Стар Рим, Наполеон, па Зоран Заев. Опозиција во принцип значи практично согласно зборот значи спротивно мислење. Меѓутоа, јас сметам дека опозиција значи освестување. Тоа е мој личен став. И затоа ние сме тука постојано да ве освестуваме. Па затоа би сакал да ве освестам и денеска за едно вака битно прашање. Замислете, колеги пратеници, што би значело да се отвори прашањето во Соединетите Американски држави, практично да се отвори прашањето за паралелата Џорџ Вашингтон и Американската држава. Замислете што значи да се отвори прашањето во една Германија, Бисмарк и Германската држава. Така вие, колеги од СДСМ, го отворивте прашањето Гоце Делчев и Македонија. Доправте во македонското совршенство. Најсовршената паралела на македонскиот народ и македонската држава е Гоце Делчев и Македонија. И ова не е само теза која што ја бранам јас од тука како представник на ВМРО ДПМН, туку ова е чувство на македонскиот народ. Минатиот пат, кога го завршував мојот говор, поставив едно реторичко прашање, иако имав 3 реплики на мојот говор, меѓутоа никој не го одговори, затоа што покрај тоа што кажав дека реторичко сепак се одлучив, ете така да давам можност да одговорите. Прашав што значи за вас Македонија. Така да во оваа смисла би сакал да прашам што значи за вас македонскиот народ. Многу често сакам да се нашалам и да зборувам за социјалдемократијата и СДСМ. Свесно велам да се нашалам заради тоа што тука нема социјалдемократија. И за да објаснам на пошироката јавност, социјалдемократија во принцип би требало да значи грижа за социјална еднаквост или уште по-директно грижа за сиромашните. СДСМ не само што не се грижи за сиромашните, СДСМ продуцира сиромашни. Ќе ви посочам еден добар пример, еклатантен. Верувам во оваа теза што ќе ја кажам и би можел и да спорам со било кој од вас, тука има и лекари. Работничката класа, кај лекарите се матичните лекари. Господа од СДСМ, вие ги заборавивте матичните лекари во момент на пандемија. Ги заборавивте со тоа што не им подаривте ниту една маска да се заштитат, ниту еден пар ракавици, како влада зборувам, нити пак камоли да стане збор за скафандер. И ова е вака доволен факт дека не само што ја заборавате работничката класа, вие практично ја понижувате. И тоа е вака еквивалент за СДСМ, а познавачите на политичката наука особено знаат за што зборувам кога СДСМ ќе се спореди со социјалдемократска доктрина. Еден тест за ковид е 3000 денари. Предпоставувам знаете што значи 3000 денари за prosečен македонец. Доколку некој човек се разболи и доаѓа од сиромашниот слој, има потреба за одредена интервенција. Мислам дека знаете, на клиника го одбиваат заради состојбава и заради некој ваш чуден систем. И тој мора да замине во приватна болница и да си го плати своето лекување или не да Боже зафат. Ете така се грижите вие за сиромашните. Цело време да слушам зборувате соживот и така натаму. Еден мој пријател од село Љуботен во Бутел, ме замоли да ви поставам едно прашање
Господине Заев, На пратенички прашање сега забите. Па до каде е водоводот во Љубоден, кој што вие лично им го ветивте на граѓаните на Љубоден, некаде неколку дена пред изборите, пред локалните избори. Дали за ваков соживот правиме муабет, бидејќи деновиве, верувам сте информиран, во Љубоден се случува бунт?